Грците окупираат Гевгелија особено за викендите. Најчесто ги посетуваат стоматолошките ординации, фризерските салони и бензинските станици. Најпривлечни сепак им се коцкарниците. Но во овој мал град има над 20 стоматолошки ординации. Ординациите се побројни поради фактот што стоматолошките услуги, за разлика од Грција, во земјава се двојно помали. Викендов отворена уште една, Прима Дента. На доктор Чавков започнува со работа токму во Гевгелија. И самиот доктор Чавков вели дека квалитетот останува ист како и досега, но поради интересот на пациентите и од овој микрорегион решиле услугата да ја прошират. Значи, ова за нас е успех, можеби не толку голем, меѓутоа многу значаен за нас, бидејќи се должи на истрапна работа, значи речиси 30 години, на квалитет во услугите и на голема поддршка и доверба од сите пациенти кои што ги имаме досега. Огромна благодарност до сите што не поддржува во овој наш тежок пат да стигнеме до тука, до нашите услуги што ги нудиме на секаде во целиот југоисточен регион. Благодарност до нашиот тим на Примадент кој што го градиме макотрпно, би сакал да кажам од 1, еве сега стигнавме веќе до 10. И секако најголема благодарност до нашите пациенти кои што за сите овие децении би рекол неизмерно и ни го дадоа својата доверба, ни го доверие на вредното. Тоа е нивното се извинувам, нивното здравје. Од тоа повредно нема. Се надевам на понатамошни успеси, се надевам на понатамошна поддршка и за некои други идни времења уште пак да отвараме вакви објекти. Проценките се дека најмалку 500 грчки државјани месечно ги посетуваат стоматолошките ординации во Гевгелија, каде бараат услуги од општа и од специјалистичка стоматологија. Стоматолошките ординации кои први им ги понудиле услугите на грчките државјани денес месечно имаат и по 100 пациенти. Тоа се луѓе од Грција кои веќе се редовни пациенти, како и оние кои доаѓаат по препорака од нивните блиски, кои веќе се лекувале во тие ординации. Феноменот, пак на медицински туризам, ги натера речиси сите гевгелиски стоматолози да научат да зборуваат грчки.